Почитувани колеги, почитувана јавност, би сакал само неколку вака размислувања во однос на овој закон. Она кое што е важно е дека во сите овие закони секогаш апелирам дека треба да се биде внимателен какви реперкусии би предизвикале намалување на глобите. Она кое што сакам да го кажам е дека ако ги абстрахираме навивачите како една додадена вредност на сите спортски надпревари, дали се работи за клубовите, дали се работи за националните репрезентации, дали е ракометната, фудбалската, кошаркарската, одбојкарската или сите оние други, како една, би кажал, вредност која што во овој момент можеме да видиме кога е анулирана заради одредени други причини и е такако важна, дека е особено важно нивното присуство на надпреварите, од самото бодрење, како и од психолошкиот позитивниот момент кој што се дава на целото општество. Треба малку повеќе да се фокусираме кон организаторите на надпреварите, заради тоа што сметам дека лично кон нив треба да биде ставен малце поголем акцент во овој закон во осогласувањето на прекршоците, заради тоа што тие се оние кои што треба да направат соодветни протоколи и соодветни, би кажал, стандарди како да се спречи било каква можност за насилие на одредени надпревари. Она кое што е ставено во законот е да глобата од 2000 евра се смени таа одредба и да изнесува од 500 до 7000 евра. Прашањето е како ќе се одреди која казна да треба да ја платат. Понатаму сметам дека тука треба да се направи казнена одредба и за самото Министерство за внатрешни работи, заради тоа што при организирањето на надпревари има работи кои што организаторите и оние агенции кои што треба да помогнат во организирањето на надпреварите едноставно немаат никакви ингеренции во однос на самите присутни на надпреварот. Тоест не можат приватните агенции или организаторите да легитимираат или да претресуваат лице и ако најдат нешто кое што не соодветно по законот, тоа да го одземат заради едноставно заради тоа што само МВР има такви ингеренции, такви компетиции. Сметам дека паралелно на ова треба системски да се работи и во оној закон за нарушување на јавен ред и мир треба уште еднаш да размислиме заради тоа што во тој закон драстично се намалуваат глобите за сквернавање на државните символи на Република Македонија и на етникумите кои што живеат во незе. Таму се намалуваат казните и глобите за учество во тепачка, за носење на оружје и не можете вие се од една страна некого да го релаксирате, од друга страна ваквите одредби да не ги санкционирате. Ова треба да биде систем во кој што на крајот од денот нема најголемиот терет да го носат навивачите. И она што е особено важно и најважно во целата оваа работа, овој закон треба да важи подеднакво за сите навивачки групи и треба да се почитува подеднакво од сите навивачки групи. Не може во изминатиот период, тоа ни го има покажано како историски аргумент, една навивачка група или повеќе навивачки групи да бидат виновни за се, а некои други да бидат анулирани и абстрахирани од словото на законот и да им се амнестираат сите оние работи кои што не престануваат да ги прават. Така да сумирам, навивачите се додадена вредност на сите спортски надпревари, навивачите се една од најубавите работи на сите спортски надпревари и ваквите закони треба да бидат усмерени кон оние кои што ги организираат надпреварите и оние кои што во основна обврска им е да го заштитуваат јавниот ред и мир на општеството и на Република Македонија. Благодарам.